Што на колешки? Предлогот не го разбрав на крај што е. Искрено не знам ако некој го разбра, повторете го ако можеме да се осогласиме во однос на амандманот како би се усвоил овој амандман, бидејќи усвојувањето на овој амандман не зависи од владата, не зависи од волјата на министерот кој што не сака да го прифати, зависи од волјата на претениците. Законодавната власт, односно собранието е таа која што го носи буџетот, а владата само предлага. Затоа ние можеме да го донесеме. Доколку сте конструктивни како што кажавте, еве на ваше барање рековте дека имате конкретен предлог како да се дооформи, да се измени, да може да биде прифатен доколку имате волја да помине овој амандман. На неколку точки на кои што се осврнавте. Ќе ви кажам зошто. Велите се зголемува буџетот на Министерството за локална самоуправа. Почитувана колешке, се зголемува буџетот на локалната самоуправа. Тоа го потенцирав и јас. Меѓутоа, знаете во која ставка најмногу се зголемува? Се зголемува во ставката субвенции и трансфери. Односно, под разни трансфери имаме, ако во буџетот во 2021 година имало 180 милиони денари, сега имаме 348 милиони. Тоа значи дека за дупло се зголемуваат овие ставки, односно разни трансфери и субвенции и трансфери. Што тоа значи, вие треба да кажете. Или, доколку не упатувате каде може да се реализира ваков проект од ваква природа, зошто во конкретниот буџет, доколку има средства, да не го фиксираме, односно да не бидат конкретно определени овие средства. Ајде, конкретно нека се определат, без разлика од која ставка, иако јас барав да бидат од договорни услуги, бидејќи таму ви е најлесно да алоцирате средства, бидејќи, како што повеќе пати потенцирам, ги користите за тендери и јавни набавки во 4 очи. Тоа го докажавте и со измена на Законот за јавните набавки, и ова продолжувате. Најголеми ставки, каде што ги зголемувате, се токму во договорни услуги и трансфери. Затоа ве повикувам да кажете конкретно од која ставка, еве не инсистирам да биде од ставката од која што е предложена. Нека биде од ставката каде што вие имате предвидено вакви проекти да се реализираат, да се оддели од таму. Ке ги алоцираме, еве овде заеднички сите, да се алоцираат овие средства, за да не дојде до забуна дека вие нешто предлагате, а всушност не го потенцирате и не го конкретизирате предлогот како да биде. И во делот на рурален развој, односно финанска подршка за рурален развој, повторно ви потенцирам, ќе дојде набрзо, ќе имаме ребаланс на овој буџет, иако се уште не е усвоен. Верувајте, напролет сигурно ќе имаме ребаланс. Тогаш ќе зборуваме, како што и минатата година, кога зборувавме дека се потребни повеќе средства да се алоцираат во Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, во мерката конкретно за рурален развој, вие не го прифаќавте ова, а потоа со ребалансот предвидовте повеќе средства, за да сега повторно во буџетот ги намалите. Односно, од 20 милиони евра кој што ви беше предвиден во оваа ставка, ги намалувате на 18. Овде се потенцира фактот дека 2 милиони евра предвидувате помалку и со тоа не можат да се реализираат одредени проекти кои што сте ги планирале, меѓутоа дојде до промена на власта, односно локалните самоуправи припаднаа повеќето на опозицијата, односно на ВМРО ДПМН со коалицијата, и од овде ги кратите средствата. Ова е нечесна намера според мене. Затоа, ако имате друга намера, ако е честна намерата на централната власт, еве, потенцирајте, кажете од која ставка да ги алоцираме овие средства, бидејќи за централно ниво, за централен буџет, овие средства не представуваат некоја сума која што не можат да се одделат, а со тоа, со ваквиот потек и факт, ќе се допринесе, како што ви потенцирав, на повеќе од 3000 граѓани да имат полесен пристап до сите и услуги и информации кои што им следуваат, за да можат да бидат вклопени дополнително, да имаат свој дополнителен придонес, иако повторувам, актуелните градоначалници и актуелната власт ќе најде начин и сили како во секој момент да пристапи до секој еден граѓанин во однос на подобрување на животот во овие рурални средини со нивни допринос, односно со проблемите кои што ги тиштат. Затоа, уште еднаш ве повикувам, кажете од каде да ги
земеме овие средства и каде да ги алоцираме. Во делот на прекогранична соработка, ќе ви го потенцирам и ова, бидејќи еден од координаторите кој што донесо ваков проект од прекогранична соработка, кога на власт беше пак ВМРО ДПМН, бев на еден проект носител, односно изградба на детска градинка, која што се изгради токму преку ваков проект. И дополнителни други два проекти беа токму со прекогранична соработка. Меѓутоа, почитувани колешки, во последните 4 години кога СДСМ е на власт, знаете ли колку има вакви проекти? Нула. Нула. Значи зборувам за општините од каде што гравитирам, од регионот од каде што доаѓам. Затоа ви потенцирам. Вакви проекти, да, ќе се аплицира и таму, бидејќи нема слух од централната власт. Меѓутоа, не секогаш можеме и мораме да бараме средства од вакви инструменти. Овие се добредојдени проекти од прекогранична соработка, но можат да се алоцираат во други соодветни проекти, каде што ќе имаме бенефит и добробит за сите граѓани кои што живеат. Конкретно сега зборуваме за овој проект, но вакви проекти е потребно да се реализираат во сите општини, за да можеме да имаме поголем пристап на сите овие граѓани. Искористеноста на прекограничната соработка и на проектите и програмите кои што ги има е на незавидно ниво во последните неколку години, затоа сакам да потенцирам и да ги охрабрам актуелните градоначалници да пристапат поревносно во овој дел со изготвување на проекти, бидејќи не затекнаа некои соодветни проекти за кои што можат да застанат, и затоа да направат проекти и да пристапат токму, еве, по ваша сугестија за прекогранична соработка, да можат да искористат многу повеќе средства од овие фондови за подобрување и улеснување на животот на граѓаните во овие населени места. Уште еднаш, еве, ве повикувам да се произнесете по која ставка и од која ставка да ја се пренаменат овие средства, како би се застанало во заштита на интересите на овие граѓани. Ако зборуваме во однос на реализација на вакви проекти, овој проект е еден од оние кои што можат да бидат реализирани, бидејќи, повторувам, ова се малку средства во однос на централниот буџет, а големи средства за локалните буџети на овие локални самоуправи, кои се задолжени, односно презадолжени, поради несоодветното и нестручното владење токму на вашите градоначалници, кои еве конкретно ви потенцирав, станува збор за задолженост од преку 80 милиони денари. Тоа е близу еден цел буџет. Затоа ве повикувам како централна власт, како пратеници од мнозинството, да го поддржите овој проект. Иако на ова се противи министерот, бидејќи можеби станува збор за забуна, тој сметаше дека станува збор за објект на Министерството за внатрешни работи, а проектот е од локално значење и е значаен за граѓаните во оваа општина. Ви благодарам.